Првата конференција Биодиверзитет на млеко се одржува по повод Светскиот ден на храната 16 октомври во годината посветена на семејните фарми од страна на ФАО. Врз принципите на Slow Food во 2001 година е подготвен манифестот во одбрана на сирењето од сурово млеко, кој што има за цел да ги заштити правата на малите производители на сирење во земји каде постојат строги закони за хигиена кои го забрануваат или го загрозуваат обстојувањето на производство на сирење од сурово млеко. Така Slow Food официјално ја започна кампањата за заштита на сирењата произведени од сурово млеко, собирајќи преку 20.000 потписи за подршка на манифестот. За да можете да почувствувате дел од природата што ја имаме во Македонија и сето тоа преточено во многуте млечни производи, еве дојдовме на самото место да видиме од каде се создава нашето првокласно бело сирење, а исто така и другите млечни производи. Ако имате можност и сето тоа да го вкусите, во четврток ќе ни каже Елена поточно за тоа што е организирано во делот од Slow Food Македонија, значи она што е и филозофијата на ова движење. Кажете ми, најпрвин можеби за самите принципи на Slow Food да се подсетиме и за конкретната активност која што следува неделава. Да, ние како здружение на ниво на Македонија, како Slow Food Македонија, организираме кампања која што е насловена да го зачуваме биодиверзитетот на млеко и се заснова на принципите на Slow Food интернационалната организација. Значи, тоа најлесно и наједноставно би било преку промовирање и заштита на традиционалните сирења. Затоа најпрво како прв дел од оваа кампања ќе покрај семинарот кој што ќе се одржи во четврток во Скопје на Факултетот за земјоделски науки и храна. Исто така ќе имаме изложби на сирења, предавања и филмови кои се со цел значи промовирање и истакнување, дефинирање на биодиверзитетот на млеко. Козјо млеко, овче млеко, кравје млеко, биволското млеко кој што за жал веќе кај нас ги нема тие животни, изумираат. Исто така исчезнувањето на расите на овци, на кози. Значи, ќе пробаме да пронајдеме производители кои што би изложиле производи различни од овче млеко, од козјо. Колку поразлични, толку подобро. Важно е и консументите да бидат информирани, бидејќи кога би се поставила една географска ознака, не е важно само таа да постои како збор, треба значење да има и за тоа да бидат информирани потрошувачите, за да знаат да препознаат вредноста на тие производи. Исто така во склоп на еден проект ќе се одвива на терен мапирање на сите традиционални производи, односно на голем број од нив, бидејќи сепак ги имаме многу кај нас, иако можда не сме толку ни свесни, ниту ги знаеме точно колку се. Од асортиманот на млечни производи кои што ги има во Македонија, секогаш некако постои уште нешто што треба да се открие, а сето тоа ќе има можност и потрошувачите да го видат, а секако и да се презентираат самите производители. Освен белото сирење кое што знаеме секогаш има карактеристичен вкус, еве уште нешто што се обидува Никола Георгиев од село Трново под Пелистер да го направи, тоа е кашкавалот, кој што можеме да кажеме дека изгледа како француски, италијански, а и вкусот е таков. Поточно за самата рецептура ќе ни кажете вие. Од каде идејата да, еве, вие како млад човек да почнете нешто што е една традиција од семејството, еден убав бизнис кој што може да се развие понатаму, да се впуштите во производството на храна. Зошто не нешто друго кога веќе имате завршено за дизајн, така разбрав? Да. Па вака пред се, значи, осеќам потреба за да ја продолжам традицијата на моите предци околу производство на млечни производи. Сега белото сирење, иако е бренд саламуреното и луѓето имаат традиција во конзумирањето, значи сепак добро е кога ќе се воведе некој нов производ и тоа се жолтите трпезни сирења кои се несаламурени и пробуваме ето со два нови производи на несаламурени сирења да излеземе на пазарот. Овие сирења се добиени како комбинација од технологии, од повеќе странски сирења и се добива еден уникатен вкус. Тие не се прават од пастеризирано млеко, меѓутоа добиваат пастеризација со загревањето, бидејќи
кашкавалот се загрева до 72 отприлика степени, за да се добие таа хомогена смеса. Староста на сирењето е повеќе од 4 месеци, најмалку 4 месеци, значи, на овие производи. Главен удел во квалитетот на сирењето има суровината, потоа е технологијата, па така да ние исклучиво домашно производство на суровина го изработуваме. Што размислувате за во иднина? Дали се планира на некој начин да се брендира, да се искористи географската ознака или нешто друго? Па токму тоа, значи, брендирањето со географска одредница е најадекватниот начин за промоција на ово сирење. Пелистерските млечни производи сами по себе представуваат бренд, меѓутоа не се официјално брендирани. Па токму тоа би сакал да го направам во иднина. Да брендираме нови, освен белото сирење, брендираме нови производи, нови сирења, со понатаму нормално не исклучена можноста и за нови типови, да не останеме и само новие. Значи асортиманот може да се прошири. Па во секој случај, времето само по себе си носи своји потреби за нови производи. Самото производство, самата подготовка, па мислам че ни пласманот, нели, директно со потрошувачите го имате. И сето тоа е вградено и во на филозофија на slow food. Ова е фактички slow food, можеме да кажеме бавна храна. Сега имате можност исто така да се презентира вашето сирење, вашите производи на една убава манифестација каде што ќе можат потрошувачите директно да се запознаат. Да, па апсолутно ние се трудиме да учествуваме на што е можно повеќе. Конференции, семинари, изложби на сирење и надпревари, доколку така може да се наречат. Значи, секако задоволство е кога ќе се учествува, кога ќе се спореди производот со можеби сличен на него, да може да се извлече заклучок, да може да се извлечат корисни информации за други типови на сирење или пак да се усовршуваат постоечките и Да видите и каде сте вие. Апсолутно. Да се осознае. Иначе вие сте дипломиран графички инженер. Да. И од каде сега ова производство на храна и се това? Па производството на сирење е фамилиарен бизнес, наследство. Одбрана на суровото млеко може да се почувствува преку арката на вкусовите, автоктоните сирења и млечните производи во Македонија, заштитата на географското потекло, пристап до пазар и хигиенска регулатива за традиционалните производи на сирењето се приоритети кои што веќе се решаваат, со цел зачувување на дел од наследството на нашите предци, што треба да се пренесе и на потомците. Младата генерација има интерес, надоградувајќи го започнатото со трендови интересни за консуматорите, секогаш заснувајќи го производството на природното што го дава македонското поднебје. Сиот тој потенцијал што го имаме во млечната индустрија треба да се искористи, но за сето тоа треба база. Добро се создаде бројката од 700.000 глави на овци, стада кои што се присутни во Македонија и да веруваме така ќе остане и покрај онаа бројка од околу 7.000 веќе угинати овци поради болеста син јазик. Велат оние кои што ги огледуваат овците дека во моментов со ниските температури кои што се уште не се на тоа ниво, но сепак имаше негативно влијание врз развојот на оваа болест и појавата на мушичките и комарците, се врши дезинфекција на самите објекти, на трлата и сето она што владата веќе како и превентива го воведе, а се знае дека веќе е утврдено дека производителите, одгледувачите на овци ќе добијат надокнада од она што значи субвенција за угинатите овци и ќе бидат ослободени од пашарината, но очекуваат уште нешто, бидејќи со угинувањето само на една овца се губат некогаш и 2 јагниња
Исто така и волната, млекото, сирењето, но и уште една поголема последица на која што тие апелираат и која што треба внимателно да се разгледа во иднина, а тоа е што понатака со оние овци кои што ја имаат болеста веќе надминато, дали тие ќе останат јалови, дали ќе можат повторно да се објагнат, сето тоа најверојатно сепак докторите по ветеринарна медицина го имаат конечниот збор. Тоа